Значи, реферирањето на премиерот на разговор со вас беше протолкувано како координација на Јанева преку вас со премиерот за потезите кои што ќе ги влече. Така, значи, апсолутно прво демантирам дека станува збор за било каква координација, бидејќи прашањето за притворот не е во надлежност на премиерот, ниту на владата, што еве сега од денешен аспект се гледа дека практично притворот на Јанева е продолжен и сите тие шпекулации кои што беа изнесени во јавноста минатите денови се покажаа како неточни. Може би е дури жртва на таа изјава Јанева. Па јас мислам да. Јас мислам дека тоа влијаеше многу негативно и врз органите кои што ја донесуваат таа одлука и практично на некој начин се оневозможи да и се укине притворот по основите по кои што ние како одбрана сметаме дека треба да и биде укинато. Зашто разговаравте со премиерот за? Значи, тоа беше краток еден разговор во кој значи, предмет на интерес беше оној допис кој Јанева го имаше испратено до до Републичкиот јавен обвинител Јовевски, со кој ја префрла надлежноста на предметите од специјалното во надлежност на јавното обвинителство на Република Македонија и што ќе се случи со предметите, на кој начин ќе се одрази таа практично нејзина одлука за префрлање на надлежноста. Може ли премиер да се интересира за тоа? Предпоставувам дека тоа беше интерес на владата, на кој начин сето тоа ќе се рефлектира во правниот систем, како ќе продолжи специјалното јавно обвинителство понатаму да функционира. Во тој момент тоа беше предмет на Вие не гледате дискусија. ништо спорно во тој контакт со премиерот? Значи, воопшто не стана збор за кривичниот предмет рекет, со кодно име рекет, за истрагата, за действијата, воопшто не стана збор. Колку интересот на јавноста за овој случај влијае практично и врз насоката во која што се води истрагата, врз досегашните одлуки носени од судот, од обвинителството? Колку очекувате дека ќе влијае во понатамошниот дел од постапката? Во поновата историја сметам дека ова е еден од првите случаи кога јавен обвинител е во притвор, а особено што таа е специјален јавен обвинител. Таа дури има своја посебна автономија и има свои посебни овластувања. И од таму сметам дека е легитимен интересот на јавноста за овој случај, но владењето на правото и правдата подразбира судење врз основа на докази. Значи, јавниот интерес не може и не треба да влијае врз одлуките ниту на судот, ниту на обвинителството. Од тие причини очекувам дека судот и обвинителството ќе постапуваат непристрасно, објективно при донесувањето на одлуките.